Благодарам. Господине премиер, почитувани колеги, во вашето експозе објаснивте дека давате шанса на млади луѓе, жена, што исто така го поздравувам. Меѓутоа, прашањето е дали овој ресор е токму тој ресор на кој што треба некој допрва да ги учи начините на раководење со државната каса. Јас вака би рекла. Вие денеска правите мини реконструкција на владата. Во секој ваш говор, секогаш кога излегувате на говорница, велите дека сте горди на успесите кои што сте ги постигнале, дека блеска економијата, но, господине Заев, мора да се соочите, ова најсериозно ви го, најодговорно ви го тврдам, дека високо сензибилизираното граѓанство во Република Македонија најмногу од вас очекува оставка. И денеска тука да разговаравме за оставка на владата, бидејќи, верувајте, ќе има време, ќе се прават испитувања секако, оваа влада е најнеспособната влада во историјата на Република Македонија. Многу параметри има. Многу параметри има. Ке почнам сега најактуелните, аферата Рекет. Чувството на граѓаните дека вие и вашите најблиски се обидувате да заташкате истрагата која што треба и мора да продолжи, токму заради нашите евроатлантски интеграции. Да, кажавте дека вие сте пријавител, но не видовме да ве повикаат и да дадете исказ за тоа. Како ќе му влеете на граѓанинот чувство дека верува и дека треба да верува во правосудниот систем? Понатаму, едно од актуелните прашања, тужби кон новинарите и оној фамозен акцијски план за лажни вести. Може би намерите биле во ред, но јас сметам дека не се во ред. И не е во ред на тој начин. Понатаму, декларацијата која како партија ја донесовте за борба против криминалот. Не треба такви партиски послучења да носите. Се знае, ваша задача е, ваша обврска е, бидејќи сте на власт, ги имате сите полуги на власт да се занимавате и комплетно со корупцијата, да ја искорените. Но, за жал, кај граѓаните чувството е сосема поинаку. Нема да говорам сега за квалификацијата, понатаму во мојот говор ќе кажам нешто за кандидатот за финансии, но мислам и тврдам дека денеска, да завршам мислата, ве молам, дека денеска требаше да си дадете оставка и да одиме на времени парламентарни избори.